Сакам да те представам прво пред нашата публика, кој си шо си како си, пак ќе се направиме муавет и ќе ви презентираме твоето EP. Ќе кажем уште наш денеска имаме многу разновидна и богата МК сцена. Се надам дека ќе имаме понатаму така и нови проекти, интервјуа, издадени и неиздадени материјали од сите различни подстилови на хип-хоп сцената, бидејќи нашата хип-хоп сцена во Македонија е доста мала и за жал сиромашна, па се што може да се опфати во неа би сакале да го опфатиме и да го поддржиме. Човекот Кискине со нас на Zoom, Кискинов директно од Струмица. Луѓето го знаат можеби од дивизија екипа, го знаат можеби бидејќи пушта DJ сетови на плочи. Може да се представиш сама ако уште нешто заборавив. Убаво не можеше да ме представаш, брат, фала ти многу. Поздрав до вас двајца. Како што кажато, најавата we go way back со Даре и со Трајче. Па full circle ситуацијата и не е баш случајна, не се спојува пак енергијата. Факт. Да. Трајче, може да откриеме ствари која е ситуацијата што нас наврзува. Слободно. Ајде, може. идеме. Да. Рубик МС беше, така? Јоп. МС Рубик? Да, 2012. МС Рубик, епа, од 2012 за МС Рубик имам правено песна, јас со ствари. Иако не успеавме. Мислам, да, се уште постои некаде на YouTube, да. Имам, брат, не, ја имам јас дома, сега. Да, баш зборевме пред некое време. Да, неделно. А со Даре нима направено една луда ситуација. Му се јавија на братот од Сараево, од Хрватска, од Загреб, не знам од каде да. И не прати братото Сараево, настапувавме со сите најголеми балкански рап звезди, братчо. За мене беше surreal. Јас никој пат не сум бил starstruck, разбираш? И ги видех стока. Брат, неверојатна ситуација. Даре, фала ти многу, брат. Респект, брат. За тоа што го имаш направено. Баш ми е мило дека добро споминавте и слушнав и добри коментари од цела организација таму за вас. Е многу интересна прига, за дека јас неколку месеци претходно бев прв пат во Босна, пуштав таму музика, ги запознав луѓето и после некој време пиша: "Абе дај предложи некој што е онака хип-хоп екипа добра да дојде на настанка што доаѓаат екипи од цела Југославија поранешно." И ми текна на вас, направивте контакт со нив, бевте таму, се си поминале супер, така знам. Да, брат, баш ми мило поради целата прича. Брат, колку што има фидбек за целата ситуација таму, и јас не можам да си поверувам, разбираш. Луѓето по прв пат не гледат, по прв пат не слушат и се тука со нас. Неверојатно. Да, имаше и коментари на YouTube, што ми беше стварно кеф од сараевци што биле на нашиот настап таму. Супер, брат. Одлично. Преубаво. Значи тоа беше бевте таму со дивизија, така? Да. Значи дивизија е твојата матична екипа со која долго време Дивизија е мојата, да, токму така, постоиме од 2003-та дивизија. Сме 5 души, уште двајца имаме за лајв настап. Така да сме 7 души официјално. Работиме, брат. Моментално го имам овој проект, но музиката со дивизија си стои, си крчка полека и ќе биде повторно. Ајде да се префрлиме на конкретно нови проект што го промовираме денеска. Проектот се вика STR State of Mind EP. Тоа е твој EP. Да. Кажи ни нешто повеќе за тоа, објасни ни во кој период го снимаше, зашто овој EP, која е приказната позади него, зашто овој наслов, дали Струмица е поврзана со како град, со темите во текстовите и слично. Така. STR State of Mind, брат, е EP составено од 6 песни, снимени од нешто после издавањето на последниот албум на дивизија Стереотип. Тоа е некаде 2016 до кај 2019, рана 2019. Тука го затварам јас старото студио и овие песни остануваат и јас уствари почнав да снимам албум у Велес кај Темелко Андреев, голем поздрав до него. Темелко, брате, уствари клучот сега на мојата музика. Мислам, кликнавме заедно, мојата продукција и неговиот мастеринг прави некоја убава синергија и функционираме многу добро, така да покрај овој проект имам уште еден албум готов и овој проект е уствари најава за тоа што иде. Затоа и го пуштам бесплатно и на сите стриминг платформи. Ќе ми е кеф да биде слушнато, да. Супер, добро звучи, Трајче. Ја имам едно нешто да го прашам. Например, каква разлика има
и дали осеќаш ти разлика, дали чувствуваш тоа такво нешто кај што која е разликата помеѓу снимање музика во струмица кај тебе дома, во старото студио и сега снимање со Темелко? Која е разликата? Дали имаш нови погледи, дали ти се отворија некои нови моменти, бидејќи Темелко и знаеме дека продуцира и прави микс мастери и менаџира други артисти? Како дали воопшто има некакво влијание врз целиот твој креативен процес? Брат, ако у струмица не беа Киндеро или Том да стисна некој рекорд, требаше јас да трчам. Ти текнува? Да. Са имам врвен продуцент, што јас сум таму MC сега, брат. Разбираш? Значи ти си најчиста форма. Ти си заложен да си го знаеш текстот како што треба, да си спремен да го изрецитираш и да го изрекаш што може помалце пати, така? Да, баш така. Разликата е што у струмица сум и продуцент и организатор и се, а у Веле сум само MC. И има многу голема разлика меѓу EP-то сега што го вадам и за некој месец албумот. Така да сега ќе имаме прилика да ослушнаме не по-стариот дел, него пред да бидам само MC, разбираш, во студио. Извини, кој период се снимени песни, не те сфатив точно во временска рамка? Sutter State of Mind е снимено од 2016 до рана 2019. Зашто одлучуваш сега да го извадиш? Вака, овие песни беа планирани како дел од албумот. Меѓутоа, кога се осеќаше и разлика во енергијата на снимање на песните, дека се и различен период, нели, подолг период, и некако доживеав друга ситуација во Велес, така да ми се отворија многу повеќе видици со Темелко кон музиката и дефинитивно имам и многу подруг пристап, што ќе биде за некој многу интересно кога ќе чуе и албумот. Многу ми се свига дека сакаш да го извадиш ова од себе. Тоа е ситуација која што ја разговарам со многу артисти кои прават музика и не стигнала да биде извадена поради XY причини. Според мене е многу добро што сакаш, иако се постари песни, што сакаш да ги извадиш едноставно од себе и да постојат тие таму некаде на интернетот. Постари се за мене само. Тие песни никој не ги знае и сега ги воскреснавме на некој начин, така да тие звучат како да се вчера снимени за мене, разбираш? Супер, кажи ми како би го опишал овој проект? Кои теми ги опфаќа? Каква е продукцијата со кој работеше на продукцијата? Вака. Овој проект е малку, да не кажам малку од подтемната страна на спектрумот, разбираш? Добра. Бидејќи албумот ми се вика Light. Така да на некој начин овде ги истерувам сите критични моменти и сите, да не кажам, фрустрации или ги поминувам сите работи што уствари некако ми пречат и знаеш, повеќе критичен и како оди процесот низ EP-то се осеќа на крајот како му се обраќам на градот, која е состојбата и дека пораката е што треба да се смени, дека културата се повеќе и повеќе изумира. Многу помалку, се помалку артисти творат и едноставно треба да живее оваа ситуација. Да, и тоа е случај повеќе конкретно и за Источна Македонија, бидејќи ја потекнувам од таму. Да. Ја знам ситуацијата каква е. Знам дека е многу тешко, знам дека веќе и тие малкуте што постоја веќе не постојат или не креираат музика и дефинитивно се слагам дека веќе нема никаков репрезент на култура, без разлика тоа дали е уметност, дали е музика, дали е драма, дали е театар, било што, веќе едноставно и не постои исклучено од тоа општество. И мислам дека голем ми се и среќен сум бидејќи се уште има луѓе кои што пробуваат тоа да го на еден начин воскреснат или да го одржаваат во Источна Македонија, така да big up за тоа. Ја имам уште едно прашање, бидејќи знам и имам слушано конкретно, ти го знам и албумот На патот кон дома, ако не се лажам се викаше. Мене тој ми е одличен албум, посебно продукцијата ми се свиѓа многу. Како е поразлична продукцијата и како на пример ти си имаш менето, бидејќи ти си битмейкер. Ако не се лажам и почна како битмейкер, па после прерасна и во MC. Така што
како на пример овој проект е поразличен од претходниот, бидејќи претходните ти беа многу sample based, посебно имаше и македонски етно песни, што елемент кој што ја многу го вреднуе во тоа време. Еве сега конкретно, не знам, тој торч го носи DJ Гоце, бидејќи тој го прави тоа сега веќе, еве би рекол, на највисоко ниво. Така што објасни ми на пример на кој начин е поразлична продукцијата од претходните проекти па сега до овој. Да, брат, Напад кон дома е уствари дефинитивно sample-based албум, како и сите албуми на Дивизија, како и се што имам направено уствари. Меѓутоа, изборот на семплови и енергијата што ја носат проектите е дефинитивно различна меѓу сите. Знаеш, брат, исти е принципот. Јас се уште на исти начин правам музика, пробав да сменам со ритм машини, со разни други софтвери, меѓутоа, знаеш, основата што јас ја имам за тоа што го правам, што функционира, не треба, Примо никој пат не направил компромис, разбираш? Да, тоа секој е пат Примо ќе звучи како Примо. Тоа е креативна одлука сепак на крајот на денот. Не се споредувам во никој случај, меѓутоа принципот е тај. Да, добра паралела сепак во секој случај. Да. Да најавиме тоа што ќе чуеме. Значи, кажи ни прво, овој EP излага во петок, ако не се лажам? Да, во петок го пуштаме на сите. СТР State of Mind, каде ќе може да се слушне? СТР State of Mind ќе може да се слушне на YouTube, на IGTV и на Spotify. Одлично. Big up за тоа што оставаш на Spotify. Да. Би сакале цела македонска музика да е на Spotify и на другите платформи. Сега спремивме 3 песни и јас и Трајче го преслушавме неколку пати викендов. Ги одвоивме песните на Мета, Filter и СТР State of Mind. Кажи нешто повеќе една по една. На Мета и Filter имаш гостување од Джак, така? Кажи нешто повеќе за песните. На Мета и на Filter е уствари гостин Джака. Кажи ни нешто повеќе. Не, ќе кажам општо за гостите. Значи почнавме околу гостите, значи ги имам Дивизија, го имам DJ Попај на Мета и го имам Джака Накот на 2 песни исто така. Не праша преги за како Джака се најде на овој проект. Уствари, брат, Джака кога е во Македонија, Струмица му е втора дома и многу време минува со нас и кај нас. Така да тие беа времења кога се висеше многу студио и снимавме неколку песни и тие две се најдоа на овој проект. Тоа е околу песните, брат. Добро, супер. Ќе ги слушнеме сите 3 одеднаш, бидејќи за да може да се отсети баш како што се наредени на самото EP, СТР State of Mind е некој начин аутро. Така да искрено до сега не сме пуштиле ваков звук, конкретно ваков звук на Пандамониум радио. Знаеш дека за мене на моменти ова е и премногу рап, бидејќи слушам тотално друга работа, али ми се свиѓа 2020 година која се вратив малце на бумбапот и би сакал во Пандамониум радио да третираме се почнувајќи од дрил, трап, bubblegum трап, па се до бумбап и слично. Трајче нешто друго за крај? Да, дефинитивно. Иако знам дека ги имаме одбрано, фактички тоа се впрочем, ако не се лажам, и последните 3 песни од 6. 4, 5 и 6. Ја морам да ја искоментирам трага број 2, тоа е знаеш како оде, баш и преска уште кога тестиравме, зборевме за неа. Ќе оставам на луѓето да, еве, во петок кога ќе искочи целиот проект да ја слушнат и зашто станува збор, но мене ми се свиѓа тоа што се негува струмишкиот дијалект, бидејќи источњашките дијалекти имаат некоја стигма бидејќи се многу груби или ете така пребрзи. Ова ми е одличен репер за тоа како може една песна да звучи на дијалект. Има повеќе артисти меѓу кои Курчо е овде меѓу нас, моментално и мислам дека не слуша. Курчо е еден од артистите кои што си рапува на својот дијалект, така да ова е за почет, многу ми се свиѓа и конечно ете да слушнам и некој артист од Источна Македонија да на таков начин да го репрезентира и својот град. Да, брат, знаеш како да уствари прва и единствена песна Струмички што имам снимено. Од нигде, брат, ме пукна, напишах на Струмички, брат, цела песна и тука заврши таа енергија, тај джини што дојде ме посета од Струмица. Тоа е тоа. Толку, брат. Супер, исто. Би сакал па да ми се врата да можам на Струмички да направам уште. Пошто кој има слушнато уствари му е интересно доста. Истото се случи, песната што слушнаме од Куманово, Тестит, беше на Кумановски и да. Баш добро звучи дрил на Кумановски, така да big up до сите артисти што прават музика на својот
на својот дијалект и што го репрезентираат својот град, бидејќи тоа е многу битно. Кај нас ја барем сметам дека обележие на град многу фали во македонската музика, така да тоа е одличен репер за мене. Дефинитивно. Тоа е тоа. Кискин, фала ти многу, брат, за гостувањево. Фала ти што ни даеш шанса да ги пуштиме песните премиерно неиздадени на Пандамониум радио шоу. Фала ви на вас многу, брат. Тука сме за промоција на било каква музика или било што друго од тебе и од твојата екипа, секогаш, и не само за вас, него и за цела македонска сцена. Така да слободно спишете, ни сконтактирате да го направиме тоа. Слушаме 3 песни. Фала уште еднаш, поздрав до сите што се уклучија да слушат. Фала ти тебе, брат. Пресна музика, СТР State of Mind, другари. СТР State of Mind, Пандамониум радио шоу. До следниот пат.